Токму градските приказни ги одржуваат спомените живи и се дел од непроценливата вредност на урбаната историја на градот. За среќа, Скопје има уште неколкумина раскажувачи кои со приказните од градот постојано ги кажуваат на сите оние кои што доаѓаат во истиот. Нашата соговорничка Гордана Јанкиевска ја имаме во студиото 3 на МТВ. Добро утро, Гордана, добре ни дојдовте. Некако години наназад на овие датуми се гледаме повторно и повторно зборуваме за Скопје и некако кога станува збор за приказната Скопје и туризам, вие сте ми првиот синоним. Благодарам. Веројатно е тоа причина што јас сум дојдена во Скопје 65-та година. На некој начин не го познавав, немав можност да ги осетам последиците од земјотресот и веројатно е таа желба да на некој начин се искупам за сето тоа што не сум имала можност да го доживеам, го кажувам низ тие приказни, било да е тоа на социјалните мрежи, на веб страните, на туристите кои доаѓаат во градот и сето тоа со задоволство го правам, со некоја носталгија за некои времиња кои едноставно немав можност да ги доживеам, освен низ некои спомени на мојата свекрва која беше стара скопјанка од Пајко Мало и знаеше да ги каже убаво тие приказни. Која е таа љубов на прв поглед што ве врза со Скопје трајно? Па веројатно во фотографиите што ги донесов ќе видите по старата чаршија имаше една табла која не разбирам зошто ја нема, на која пише Скопје градна солидарност. Градна солидарност и таа табла треба да бидат постојано тука со некој начин почит кон сите оние кои помогнаа после земјотресот, а и доживувањето на приказната околу Скопје и тој земјотресен период, веројатно ќе биде многу поинаков ако таа табла можеме со своји очи да ја видиме. Тукму тоа сакав да прашам, колку ви е настани, да речеме, од 63-та година и приказните кои што произлегуваат од нив се атрактивни за посетителите на градот? Па јас мислам дека една од причините кога ќе дојдат во Скопје секако таа приказна за Скопје 63-та, мада Скопје не доживеал само еден земјотрес, морам да напоменам дека Скупи 518 година доживува катастрофален земјотрес од кој не останува ништо. Жителите се селат на Кале и 1555 повторно доживува земјотрес. 63-та е тој третиот катастрофален кој на некој начин само покажува дека континуитетот или град на препознавање е токму земјотресот. И тоа е приказна која и би требала да биде поидовна основа за туристите кои доаѓаат во Скопје. За жал мислам дека немаме разработени туристички тури посветени на земјотресот, а она што мене многу ми недостига и многу често го кажувам, тоа е еден музеј на земјотресот. Тоа предмалку го споменавме со првиот гостин, професор доктор Маријан Димитриевски. Тој ни ја донесе книгата Довидување Скопје, довидување граду наш мил. Станува збор за приказна за евакуацијата на 30.000 деца од Скопје по земјотресот. Ништо тие поминувале, како течел процесот на образование таа една година надвор од Македонија и ја спомнавме токму оваа тема. Има бројни материјали кои што би можеле да влезат во целата таа приказна наречена музеј. Па замислете да влегувате во една зграда во која вие имате можност виртуелно или било како, барем сега има можности да тоа се направи, да го доживеете Скупи, да го доживеете Кале, да го доживеете Скопје 63-та и едноставно во еден момент да доживеете земјотрес. Тоа значи дека ќе ве потсети на сите тие можни случувања и да го осетите тоа како би изгледало во тој случај. Јас го паметам земјотресот како нешто што е пропаѓање и почнува да се тресе и тоа е за мене некоја слика која цел живот ќе остане во мене и не може. Дури земјотресите кои беа од другите подрачја ги разликував по начинот како тие се случуваат. Мислам дека такво едно доживување за било кој турист би значела многу. Втората работа која исто така морам да ја напоменам, која мене лично многу ме погодува е немаме евидентирано
да речеме, згради кои се подарок на земји кои го изградиле, како што е универзалната сала, како што е Букурешт, болницата која веројатно сите ја знаеме токму ради тоа што се вика Букуреш, меѓутоа да речеме драмски театар дека е поклон од Британија или дека такви објекти има многу, на која една табла со која би се оддадела почит на тие што помогнале да ова Скопје биде она што е и да биде атрактивно за туристот кој ќе дојде. Тоа е нешто што мислам дека недостасува на градот. Препознат ли по својата историја и по архитектонската разноликост? Што им е најинтересно на туристите кои доаѓаат во главниот град? Па јас донесов фотографии од Рубиновата куќа и од Ристичева палата, кои се објекти од пред земјотресот и кои останале во таа состојба во каква и биле. Најчесто е тоа нешто што им покажувам дека е нешто од тоа старо Скопје. Втората работа е старата железничка станица во која има еден мини музеј на Скопје од земјотресот. Сега мислам дека има и посебна изложба околу тоа. Да. Меѓутоа тоа се само делчиња од сето тоа. Пак ќе повторам еден музеј во кој тоа ние ќе го доживееме, ќе имаме можност да видиме како изгледало пред тоа, како изгледало по тоа, како се помагало, кои објекти се помогнати од различити земји, е едноставно приказна која посебно би се доживеела ако се има таква можност. Кои локации во Скопје од друга страна ви се вам лично на срце? Кои ви лежат на срце најмногу? Па веројатно на срце најмногу ми лежи старата чаршија, бидејќи таа го има континуитетот на Скопје и приказни кои можат многу да се кажат. Тука има доста можности да навистина го доживеете Скопје во сите времиња, а и самиот контакт со луѓето, бидејќи врие од странци, од наши, од луѓе кои едноставно ја прават атмосферата да биде она што е, за мене е на некој начин посебен дел кој го сакам. Со сите гости во денешното издание на Македонија наутро проговоривме за Скопје некогаш и Скопје сега. Какво беше, како се изгради, дали е тоа Скопје кое што го замислувавте и посакувавте. Истото и за вас. Веројатно ова Скопје што е денеска не е она Скопје што беше Скопје. Јас сакам приказната за градоначалникот Михајловиќ кој направил да ова место стане град, да не остане паланка и овозможил да многу негови објекти или негови начини на градба останале и до ден денеска препознати или уште една приказна која не е доволно подкрепена, бидејќи тоа има една многу малечка улица, ние снимавме за неделен магазин, улица која дури има само една табла некаде таму на крајот и не се ни знае дека е по негово име. Тој човек заслужува многу повеќе за спомените на старото Скопје, за објектите кои денеска постојат благодарение на него, како што се Рашче, како што е Матка, како што е канализацијата и сето тоа што згради кои останале, кои не подлегнале на земјотресот. Она што денеска е изградено и она што понатака веќе се гради ја менува тоталната слика, мислам дека бетонизацијата, дека не е доволно зеленило, не е добро за овој град и не е добро да едноставно биде нешто што може да место во кое се живее. Ја живеам во Ѓорче Петров, морам да кажам, е сепак колку толку зеленило, живеам во куќа и е нешто што малце е препознатливо во однос на центарот на Скопје. Авторка сте на книгата Скопје и Скопскиот регион, во подготовка е нова книга, дали знаете Македонија. Постојано ја следам на социјалните мрежи и сум фасцинирана од податоците и приказните кои што ги објавувате, а се поврзани со главниот град. И сега оно што мене ме интересира, од каде ги наоѓате вие сите тие податоци? Како пристигнуваат сите информации до вас? Истражувате или пак се случува и низ разговор со познаници? Се случува и едно и друго. Најголем дел
Јас често пати знам да кажам колку имам книги, може 2 стана да купам. Голем дел од тие книги се посветени на Скопје, низ истражувањата околу тоа, дел на тие приказни се благодарение на тие книги, меѓутоа и можностите на интернет страниците, на социјалните мрежи, на сето тоа да се дојде до некоја приказна, се многу можни и едноставно се само складирани на едно место кое може би ќе не подсетува за некои времиња кои треба да ги паметиме. Која од тие приказни вам ви е најфасцинантна за Скопје, да ја споделиме со... Јас имам една приказна која секоја година ја кажувам и не можам да ја довршам како приказна. Тоа е јапонката која го подарила семејниот диамантски прстен за да помогне на Скопје. Крајот на таа приказна никогаш не успеа да го дозна. И тоа е само една од бројните. Какво Скопје заслужуваме ние скопјани? Па веројатно заслужуваме Скопје кое ќе ја пренесе нашата приказна, ќе биде дел од нас, ќе биде, јас лично него доживувам, пак ќе се вратам на центарот и на целиот тој дел околу Партизанска улица, Карпош, Тафталиџе, сите тие кои никнаа во урбани средини, меѓутоа во мртви урбани средини. Дали ме разбирате? Нема доволно зеленило, нема доволно место каде би се собрале граѓаните за да може да се познаваат меѓу себе. Веројатно ништо не ви е чудно ако во зградата некој не ве поздрави или едноставно не ве познава. И тоа јас не можам да го доживеам, иако моите 72 години навистина сум доживеала многу работи, непрепознатливо ми е да некој не ми каже добар ден или да ме праша како си денеска и да едноставно соживуваме едни со други. Ги споменавте годините. Што ми е фасцинантно, колку сте активна и колку придонесувате меѓу другото за скопската приказна. Што е оно што се уште ве движи и мотивира, запишувате за Скопје и да ја градите и дооформувате приказната и за новите генерации? Па веројатно токму тоа, овие нови генерации и она Скопје во кое најголем дел од луѓето кои се доселени не се скопјани, кои едноставно не го доживуваат Скопје како место кое е доживеало земјотрес, дека имало една своја приказна после тоа, дека се привикнувало на новите услови. Младите кои доаѓаат да студираат тука, кои тука наоѓаат работа, едноставно не го доживуваат како свој град. На некој начин сакам да им го приближам, сакам да им ги пренесам тие приказни, да го почувствуваат и да имаат желба да останат во него. Во едно од првите интервјуа денеска ни беше со министерот за локална самоуправа, поранешен градоначалник господин Триста Пенов, и тука спомна токму ова. Постојано прстот го вперуваме во институциите, меѓутоа позастрашувачки е моментот што ние скопјани, зборувам за сите кои што се тука во Скопје, имаме лош однос кон Скопје. И веројатно треба да почнеме од нашиот однос пред да бараме одговорност од сите останати? Апсолутно. Ако не го доживувате градот како свој, ако не го доживувате она што е околу како свое, дека ако падне некое ливче треба да го земам и да го фрлам у корпа, бидејќи некој друг тоа него го нема тој осет, едноставно нема да ја имаме душата на Скопје, нема да го чувствуваме како нешто што едноставно не боли ако не е како треба. Се надевам дека ќе бидеме доволно мудри за да ја одржуваме душата на Скопје во годините кои следуваат. Скопје има своја душа, тоа од време на време колку да ние не сакаме ќе излезе од своето скриено место, меѓутоа треба повеќе да допринесеме, да тоа биде на секој ќош и да секоја душа едноставно биде дел од таа големата душа на Скопје. Благодарам многу за разговорот во утринската програма, Гордана. Остануваме